Rakot na простатата е кобен за мажите по инфарктите, тоа е нивниот втор најголем душман. На 1000 мажи во источниот регион оваа болест се појавува кај 130, а 27 од нив умираат токму од неа. Карциномот на простатата бележи пораст. Во текот на годината на урологија во Штип се оперираат преку 20 карциноми на простата, масната исхрана, потоа гојазноста кај пациентите, внесување на месо, на исхрана од животинско потекло, зголемува инциденцата за појава на карцином на простатата. Ракот на простатата доаѓа подмолно и неговото рано присуство не се чувствува. Од тука се препорачуваат прегледи еднаш до 2 пати годишно во зависност од возраста. Дали граѓаните го прават тоа? Одам 2-3 години. Прави, 4 години сменя. Колку често е, бе? И па сега еднашка годишно обавезно. Нек не бе. Колку пати годишно? Па 2 пати обично годишно. Но кои се најризичните групи за оваа болест? Од 50-те година почнува преваленца, значи поголема инциденца на појава на овој рак на простата, а со возраста, значи колку што е поголема возраста, карциномот на простата е се почест. Ја апелираме до сите до целата машка популација над 50 години да се прави еден скрининг тест. Тоа е тестот на простата специфичниот антиген, тоа е туморски маркер, кој што едноставно со земање на крв се открива дали простатата има карцином или обична простата. Добрата вест во овој случај е дека ракот на простатата се лекува речиси во 100% од случаите, но доколку тој се диагностицира во раната фаза. Резултатите од досегашните анализи покажуваат дека 40% од мажите над 70 и 50% од оние над 80 години имаат тивок рак на простатата.